Повторно подигнат црвениот аларм на јужната граница. Македонските безбедносни сили утрово се судрија повторно со мигрантите и бегалците, односно додека траеше председателската средба на кампот Вино-југ помеѓу председател Иванов, хрватската председателка, како и словенскиот председател Пахор. Мигрантите и бегалците кои се со месеци веќе наидумени повторно се обидоа да скинат оградата. Десно на 100 метри од железничката пруга, бегалците и мигрантите повторно испровоцирани ја скинале оградата, но за кратко време безбедносните сили ја ставија под контрола целата ситуација. Но како што и кажав, на кампот Вино-југ трилатерална средба помеѓу председателите на Македонија, Хрватска и Словенија. Словенскиот председател за Македонија и за безбедносните сили вели дека Македонија е бранителот на Европската унија. Оваа земја овдека всушност е и најголемиот бранител од бегалската криза кон Европската унија. Што се случуваше денеска и дел од изјавите на председателите во следниот прилог. Тензијата не се смирува на јужната граница. Иако денес беше остварена трилатерална средба на кампот кај Гевгелија Вино-југ помеѓу председателите на Македонија, Хрватска и Словенија, на само неколку метри од таму, мигрантите и бегалците повторно испровоцирани од наводните активисти за човекови права и повторно обид за кинење на оградата која дели земјава од нашиот јужен сосед. Председател Иванов денеска на средба не само што разговараше со полицијата која е на кампот, туку наивно му придоа имигранти кои се на Вино-југ. Македонија без поддршка на Европската унија сама се справува со бегалската криза. Исклучок за помош сепак доаѓа од неколку земји кои испратија своји полициски службеници, но тие не се на прва одбрамбена линија на југот. Председател Иванов искаже голема благодарност до Хрватска и Словенија што ја поддржуваат земјава во бегалската криза. Со овој предизвик кој го имаме сите земји на коридорот, се надеваме дека овие луѓе кои се останати во кампот, во овој прифатен центар, наскоро ќе може да бидат со своите семејства. Тоа сите го посакуваме, но инцидентите кои се случуваат од јужната страна на границата, како што беше на 14 март и во неделата, укажуваат дека имаме притисок на голем дел од мигрантите кои сакаат повторно да се отвори коридорот. Меѓутоа, коридорот е во ваква состојба поради одлуката на Брисел и ние ја почитуваме таа одлука и се додека е на сила таква одлука, Македонија мора така да се однесува и да ја чува својата граница, а на тој начин да го чува и коридорот кој во минатиот период беше просторот каде помина речиси милион мигранти. Македонија на вратата пред доскорешната рута на бегалците од Европската унија. Досега успешно ја обезбедува безбедноста на својата земја, како и гарантира безбедност за земјите до унијата. Словеничкиот председател Борут Пахор денеска меѓу другото истакна дека земјава е најголемиот бранител на унијата, но за жал се уште не е дел од неа. Македонија помемно. Македонија управува со многу тешка ситуација тука на главниот браник заедно со словенските и хрватските полициски сили, за да ги спречат илегалните преминувања на мигрантите. Во таа прилика, заедно со хрватската председателка на вашиот председател, му изразивме благодарност и сакаме да се надеваме дека нема повторно да се повтори оваа комплицирана и тешка хуманитарна балканска бегалска мака. Stanje ovdje na granici jest prilično teško, složeno. Kao što vidite, migranti s druge strane granice iz Grčke i dalje pokušavaju prijeći i otvoriti ovu balkansku rutu, međutim ona ostaje zatvorena dok se države koje su države njihove destinacije ne izjasne da li će ih primati ili ne. Трилатералната посета заврши на кампот, иако беше планирано и посета на Камен 59, односно на македонско-грчката граница. Тројцата председатели Иванов, Пахор и Китаровиќ не ја реализира посетата на граничната линија поради безбедносни причини. Како што и кажав на почеток, црвениот аларм повторно е вклучен. Бегалците и мигрантите ја скина жичината ограда и направија очајнички обид повторно да влезат на македонска територија.
Армиските припадници, како и македонската полиција, повторно на прва линија овдека пред Жичината ограда. По испуштениот еден солзавец, толпата која што е позадимина полека се растргна, но има и од оние упорните кои што лесно не се откажуваат од нивната цел да заминат кон Европа на брутален начин, поминувајќи низ нашата земја.